Во припремата за овој краток разговор, вие ми рековте дека сте присутен во Националната галерија уште од незиното основање. Од 49-та, може би, една година подоцна од незиното основање. Галеријата е основана од 48-ма, а јас како ученик во средно уметничко училиште од 49-та имам можност да ја следам галеријата и нејзината поставка. Во тоа време беше југословенската поставка, а потоа почна да се формира и македонската збирка. Зборувате дека на почетокот на самата уметничка галерија таа имала и друг назив? Да. Па во тој момент, бидејќи терминологијата и јазикот наш беше во фаза на формирање, ние за сликарството имавме зограф, меѓутоа од тоа време како современ израз го наследивме од фазата за време на војната, кога бугарите престојат тука, бугарскиот израз кој потекнува од зборот слика картина и се викаше картинна галерија. И како прв директор во тој период беше Борко Лазарски, академски сликар. Зборуваме за формирање на галерија која генерално се формира од југословенски уметници, чиј откуп е без повторно да се случи во историјата на македонската уметност. Тоа била една од најголемите акции на откупување на дела и подоцна нема свој следбеник. Можете да нешто повеќе? Не е тоа случајно. Откупот што се изврши тогај, во денешни услови, висината на средствата што беа одвоени и начинот како одеше да се откупуваат делата, веќе во нашата свест тоа не може да се замисли како стварност. Тоа изгледа како нешто што некој сака да ги зголеми и подобри односите. Меѓутоа во тој период, она гарнитура во власта која требаше да ги постави основите на државноста на републиката, како млада нова република, сакаше да ја надополни лепезата како државност од сите области, меѓу кои културата, а во културата и ликовната уметност. За таа намена беа одредени огромни средства, кои што не би можел да ги споредам со некоја цифра што денеска како вредност, него само можам да направам една паралела, откупени со околу 200 дела. Замислите за едно дело што е минимална цена, а верувам дека никој не би дал таква слика за толку пари, да биде 1000 евра, да е тоа над 200.000 евра во тој момент. Од тоа време се сегаме како се односот кон вредноста и кон сумата што е одделена. Ова е исто како порака на оние што ќе имат можност да го слушат овој разговор, како треба кон уметноста да се постапува. Кај една пријателка во Сплит на Мештровиќ сака да го откупат портретот кој го изработил Мештровиќ и она рекла ни за жива глава овој портрет не го дава. Кога ја поднеделе сумата и се свртел умот и одма го дала портретот. Така станува збор за голема сума. Димче Коцо. Комисијата која го вршеше откупот беше Димче Коцо, историчар на уметноста, Никола Мартиновски, кој во тој момент беше веќе пред именување за директор на уметничката галерија, и Лазар Личеновски, кој од 21 година до крајот на 44-та слободувањето живееше во Белград, ги имаше можност да контактира и ги познаваше сите тие уметници од двете светски војни. Така, воглавно откупот што е направен, станува збор за автори од меѓу двете светски војни. Сликите беа амбалажирани, пренесени во Скопје и на тој начин 1951 година званично беше преименувана галеријата од картинна галерија во уметничка галерија и беше отворена новата збирка која беше на дополнување на еден мал избор кој беше наследен од етнолошкиот музеј
на Македонија. А тоа беше збирка која уште за време на војната била формирана од неколку уметници. Меѓутоа, основата после тек се создаваше и прегледот на она што треба да ја презентира македонската ликовна уметност. Од основоположниците, а потоа и генерацијата на Мазев и Анастасов, Хаджибошков и другите уметници. Вие ми кажавте дека генерално до 1975 година постоеле тие големи фондови за откуп на дела, а подоцна и се намалуваат фондовите за откуп. И ќе ме молам да рефлектирате на тоа, и исто така да ми кажете што според вас или како е дефиниран квалитетот на уметничките дела кои се откупувани? Видите, интересот за откуп на дела продолжи после оваа акција, али не со таков интензитет, бидејќи беше друго да се формира првата збирка, а после друго да се следи тековното творештво. И Министерството, а тога и многу организации, кои што беа поголеми организации, им се сугерираше од секоја изложба да откупат по едно-две дела. Така, на тој начин се зголемуваше и се збогатуваше бројот на збирката на уметничка галерија и воглавно во првата генерација на откуп беа сликари кои што веќе беа како млада генерација, меѓутоа афирмирани. Потоа со зголемување на бројот на уметниците веќе почна мало и раслојување. Имаше автори со повисок квалитет и автори со понизок квалитет. Откупната комисија водеше сметка да им се овозможи на едните и на другите материјална екзистенција за да можат да творат, бидејќи оно што не успеал да се афирмира не значи дека како автор утре не може исто да блесне. Така да тој откуп се чини беше една многу добра политика за да им се помогне на уметниците, затоа што уметникот ќе направи 10 дела, едно ќе продаде. Не им беа потребни материјални средства за да може да го одржуваат ателието, да купуваат материјали, кои тие сликарски материјали доста беа скапи. Зборуваме за една солидарна квалитет. Во тој период доста се зборуваше за така наречениот социјалистичко творештво, социјалистичка уметност. Во Македонија тоа не се чувствуваше, никој никому не наметнуваше што слика, како слика, и така уметниците работеа онака како што мислат. Исто, за разлика од некои други земји соседни, кои што беа во тој период како дел од социјалистичките земји, кај нас можеше слободно да се патува во многу земји, да нашите автори беа информирани за све што се случува во светската ликовна уметност. На тој начин, оние автори кои што подоцна влегуваа во изборот за презентација на југословенската ликовна уметност, може равно да се носат со делата од било кои земји на уметници кои што се во тој период таму значајни афирмирани, а исто и за нашите уметници кои во тој период беа значајни афирмирани. Не може, бидејќи јас имав можност да патувам многу во тој период, имав можност да посетам многу музеи и галерии, така да исто така бев информиран точно што се случува во светската ликовна уметност. Посебно за среќа и јас имав можност да ја следам библиотеката на Личеновски, кој што имав можност како негов внук да користам. Имав така привилегија да се оно што се случувало меѓу двете светски војни и оно што се случуваше после војната, да можам да го видам и да ги правам тие споредби. При конципирањето на самата колекција, ви рековте дека покрај квалитетот кој што е врвен, односно врвни уметнички достигнувања, важна работа била и солидарната компонента, односно да им се помогне на уметниците да функционираат со тоа што ќе се откупи нивно дело. Тоа генерално и останало како практика и за време на вашето директорување со оваа институција од 87 до 98 година. Со моето доваѓање како директор на оваа институција
кој траеше околу 12 години, откупот почна да се смалува. И веќе откупот се вршеше со подготовки и големи притисоци во фондот за откуп и веќе критериумот за откуп веќе беше изменен, социјалата беше отстранета и се одеше само на откуп на оние дела кои што сметавме дека може да бидат прифатени, затоа што секој откуп за себе постои критика и односи меѓу самите сликари, за да се задоволи и за да се заштитиме од непријатни последици од откупот, водевме сметка да делото веќе биде и ја самиот автор да ја представува и да може да ја носи таа генерација зад себе како постигања во сферата на ликовното творештво кај нас. И последното прашање, зборувавме за условите во кои што се наоѓаат делата кои што се дел од колекцијата, за самите услови во депото, и вие ми спомнавте дека имало иницијатива за отварање на нова институција, нов објект, каде што би се чувала и презентирала колекцијата од Националната галерија. Може малку повеќе да ми Со зголемување на бројот на изложби во Националната галерија, дојдеме во состојба да збирката биде повеќе во депо. И веќе просторот, кој што го има како простор, кој што е околу 800 квадрата да опашини од тама, не ги задоволуваше потребите да може збирката перманентно да биде изложена, како тоа се прави во светски галерии и музеи. Една слика има свое место и стално стои на тоа место. Ако случајно отпатува некаде на друга изложба, тоа место стои празно. А кај нас се менуваше поставката повеќе пати во годината и на крај дојдеме во ситуација да таа не беше ни излагана. Потоа, голем број уметници кои влегоа во својата поголема возраст, имаа збирки на дела кои што веќе не знаеа кај да ги депонираат. Јас разговарал со повеќе од нив и они изразија желба да ги подарат на државата, односно на галеријата, меѓутоа под услов галеријата да обезбеди соодветен простор, микроклиматски услови. Овие микроклиматски услови што ги има галеријата за тековни изложби одговараат, меѓутоа за трајна поставка не одговараат. И затоа се дојде до заклучок, а јас често пати разговарав со одговорните во Министерството, дека треба да се размислува за нов простор, кој што ќе обезбеди простор за излагање и трајна заштита на уметничкото дело, од една страна, и друго, на гостување на светски изложби, кои имаат големи критериуми и бараат големи услови во кои ќе биде изложена тоа дело. И така дојдовме во ситуација само до фаза на изработка на проектна програма. Таа проектна програма се дефинира, требаше да се бара простор изложбен, простор за градба, и дојде до промена и сега очекуваме дали таа иницијатива ќе продолжи лето зависи од интересот на политичката промена што во моментот настана. Благодарам многу за учеството, мислам дека добивме многу. Исто мене ми е благодарам ако ова нешто мојот разговор биде допринос за да помогне во одбележувањето на 70 годишнината од постоењето на уметничката галерија.